на крајот секогаш ги одвојуваме минутите за забава и за култура и уметност. Денеска ќе зборуваме малку за актерството и малку за стендап комедијата. Но кога се во прашање представите и улогите и предизвикот кој што го имаат сите актери кога станува збор за одредени улоги кои ги толкуваат, денеска малку повеќе за тоа ќе зборуваме со мојот денешен гостин, а тоа е актерот Радо Алексовски и од неодамна малку во областа на стендап комедијата. Но колку како што ќе ни кажете во продолжение. Добро утро или добар ден веќе, Радо, добро ни дојде во утринска на телма. Добро утро веќе, така. Утрински човек сум што е добро сум расположен секое утро, така да добро функционирам наутро и ќе тече разговорот. Добро е што ме така, бидејќи нели актерите малку и подоцна им започнува денот, оглед на тоа што им трае подолго, да речеме, па имаат вечерни представи и некогаш знаат да се разбудат малку подоцна во денот. Да, па добро, не би рекол, зависи кој кога и како работи. Да. Има моменти кога актерите воопшто не легнуваат да спијат. Така има и такви моменти. Од вечерни представи, утрински проби, зависи од периодот кој колку ангажмани има и како има. Не си имал случувано пример да имаме гостување на вечер представа са вајле проба вечерта, пак гостување, пак проба и да не знаеш дали си легнал воопшто да спиеш, така да се случува. Не знаеш кога си легнал, кога си станал. Да. Различен биоритам, но добро, кога се сака одредена професија и кога се работи со љубов, тогаш тоа не е тешко. Македонската публика те знае по луѓето од представите за возрастни на театарот Провокација, а најмалата публика пак те знае по хит представата за деца Каде е Рудолф, представа која што кон крајот на минатата година, во текот на декември беше навистина актуелна и препосетена од страна на дечињава. Ќе зборуваме за хуморот и ќе зборуваме за стендап настапите, поточно на тоа со тоа си на самиот старт. Скандал, пациенти, јас сум Кико, Зеленковци, Каде е Рудолф, како што спомнавме, се претежно комични представи и од тука се наметнува прашањето дека ако има констатација дека е навистина тешка работа да се насмее човек или одредена публика, тогаш колку е тешко или лесно или како ти тоа го доживуваш твојата лична перцепција да се насмее македонската публика? Секоја публика е тешко да се насмее, поготово сега во последно време. Во какво време живееме, бога ми навистина тешко, но публиката сака хумор. Тоа го имам приметено поготово по маливе места, кога и да гостуваме, како и да гостуваме, сакаат луѓето да се смеат, сакаат да видат ведрина и е тоа нешто што постојано се баре во последно време, така што мора да се барем да го одржиме тој некој ведар дух и публиката. Е навистина тешко, мислам комедијата е една од па и најтешкиот жанр за работа. Сега зависи, има луѓе кои денес, како што реков, не име многу до смеење и не можеш на секој да му го погодиш хуморот. Така е. Но ете, тоа е мора да се тоа е вештината, умешноста е во тоа. Да. Но еве за стендап комедијата кога веќе збориме, тука скоро започна во тоа, имав веќе еден настап претходно. И морам да кажам дека за разлика од како актер, кога си сам на сцена и кога сам пробуваш да засмееш некој, не е баш толку лесно и периодот беше застанувам сам на сцена и гледам луѓе и си викам, леле, што ми требаше ова? Тоа беше добро што беше првите 10 секунди од целата работа, после више се уходов и не е лесно, навистина не е лесно да засмееш некого. Еве денеска живееме во време кај што не знам, дури ќе прошетам на улици и знаеш, ги гледаш сите со некако намќореста фаца. Сите живеат во некој мрак и се постојано нешто да се мрачи. Од сите надврежни фактори кои што влијаат, различни вести кои што пристигнуваат. Да, ама денеска почна да се живее во некој страф и тоа е нешто што не знам, нормално не е нормално туку. Да, како да стана нормално за жал. Како да стана нормално. Така што не знам, потребно ни е да се насмееме, потребно ни е малце да излеземе од таа реалност, од сето она што не обкружува, но од друга страна пак тука имаме ненормално огромен материјал за, еве да го речеме, за стендапот. Цело ово општество. Треба добро да се обмисли, треба добро да се најдат моментите кога и на кој начин ќе се насмее публиката. И тоа е комплексно заради тоа што нели треба сепак и во сите тие шеги кои што ги има или тој хумор кој што ги има во стендапот да се погоди границата, нели некогаш кога ќе се премине границата, тоа може да ризик е невиден ризик е тоа, така да треба малце да се
се балансира и да се најде некоја барем заедничка точка со публиката, да бидете на ниста бранова должина и да функционирате, да дишате во едно, што се вика. Така е, да. Ако те прашам дали за тебе стендапот стендап комедијата е забавна или уметничка дисциплина, веројатно од ова кој што ми го кажа ќе биде нешто избалансирано. Од една страна е забавно, но од друга страна треба да се вметне нешто кое што Да, но сепак колку и да звучи тоа дека нели стендапот е еден вид на нели ентертејмент, забава, релаксираност, сепак тоа јас го сметам како еден крик на уметникот, како нешто со кое јасно и гласно си го искажува својот став и стои позади тоа што го има кажано, само тоа е малце фино запакувано на еден подуховит, по-фин начин и на тој начин така се пренесува на публиката. Што значи стилот на уметникот, односно белегот кој што го остава во своето изразување на тој начин, така? Да, бидејќи како што реков, самата работа на уметникот е да каже, да искритикува нешто што би рекол, што она што е труло во државата Данска, што би рекол Шекспир, нели, да се искритикува цела оваа работа и сета оваа ситуација во која ние живееме, како што реков, има многу материјал. А треба да се најде начин на кој што ќе се направи тоа. И да се најде начин сега да не биде нешто ептен, да туку малце да се... Така. Кога зборуваме за луѓе кои што работат стендап комедија, за луѓе кои што актери, светски актери кои што глумат во комедии и сите оние кои што се занимаваат со таа професија, на кои што пак задачата им е да ги насмеат луѓето или публиката. Од една страна даваат се од себе да го направат тоа, но ако ги прашаме нив да одговорат искрено колку тие се среќни, колку хуморот е дел од нивното секојдневие, разговорите, односно одговорите, може да бидат различни, а претежно се дека и тоа не е баш така, нели? Да. Смејата, хуморот и тоа расположение е едно на сцена, а друго е во приватниот живот. Секако. Како е кај тебе? Па приватно сум многу поинтересен. Приватно сум доста забавен. Не знам, тоа е очигледно, ја тоа го викам дарба од Господ. Некоја ведрина, некој позитивен дух што ме води цело време. Како што реков, во вакво време Бога би денеска на луѓе што само сакаат да мрачат, и тие нам ќорести фаци што ги гледаме во секој. Ја не знам, ја нескромно ќе си кажам, еве дека така е, тоа нешто што ме води понатака и таа некоја позитивна енергија и тој некој ведар дух што ме тера понатака и понатака да работам. Секако сите си имаме периоди во животот, нели, кога нормално е да паднеме во некоја дали депресија, дали било што, но кај мене па хуморот е тоа нешто и како двигател што е во животот. Како двигател, некој таа позитивна енергија. Јас во тешки ситуации знам да се смеам. Буквално на некој начин така го отфрлувам стресот. Да. Како велат, лекот е и во смеењето или смејата во многу ситуации. Тоа е, секој си гради, свој механизам, од механизам е тоа. Да, одбранен механизам со оглед на сето она кое што се случува. Ако зборуваме за ритамот или ставот во твоите настапи, што е она кое што тебе ти е поважно? Дали е тоа фреквенцијата на смеењето или пак е, да речеме, она кое што сакаш да го кажеш, значи на што повеќе се концентрираш или што е тоа кое повеќе ти дава енергија, самиот ефектот публиката или нели повратен сигнал, или пак она кое што е содржина на тоа за кое што настапуваш во моментот? Пред се ставот ми е многу битен, бидејќи морам да знам зашто сум на таа сцена и како што реков јасно и гласно да си го искажам тоа што го мислам. А сега дали некој ќе се насмее на тоа или не, тоа е веќе дискутабилно, бидејќи секој си има свој начин на хумор. Некој работи ме смеат, на некој тоа не му е смешно. Ја пример се смеам на глупивицо и на некој кој ќе му кажам, него не разбрала. Да. Така да тоа е сепак, но важно е и да постои таа кохезија со публиката и да има нешто да движи, да се смее, но сепак за мене на сцена е битно да си го искажам јасно и гласно ставот кој го имам во тој момент. Одлично. Неодамна се представи на скупската публика под стендап псевдонимот Рики Against the Machine. Како Rage Against the Machine. Така, Rage, да. Залутена рукерска душа која што бара искрена љубов преку на апликација што спојува парови. Малерозен на секое поле, шовинистички настроен и пун со предрасуди околу бракот, и ова се можеби теми на кои што пак женската публика некако знае, можеби поинаку да изреагира. Па како во
тој момент изреагира женскиот дел од публиката и малку повеќе за самата тема во стендап? Многу чудно, дури ме гледа вака малку као на дистанца, додека мажи ме паѓа од смеење. Викаме сега на крај кога ќе си отидете дома, викам ма вие работа, пошто викам мислете му зашто се смеете. Не, шала на страна, шовинистички настроен за кажа, малку не. Не таков дел во стендап. Така и самиот стендап кога го најавен, не е толку шовинистички, од моја гледна точка да кажем, како тргнав да го работам сето тоа, туку бидејќи се занимава со машко-женски односи и бракот како целина. Почна веќе да навлагам во тие години кај што веќе размислувам и за некои работи, речем како брак и такви работи слично. И тие се тие некои идеи кои ми истекна и денеска реално мора да си признаеме некои работи бидејќи гледаме дека љубовта се помалку е присутна во некои работи, а се повеќе е доминантна некоја обсесивност, некоја љубомора, некој мора да биде над некого. Тука дали мажот ќе доминира, дали жената, и тука мислам дека најголемиот проблем не се наоѓаат на едно исто ниво и тоа е по мене најголемата грешка. Од тука тргнав да работам целата таа приказна како една залутана душа, што убаво кажано, што се занимава со рок музика, што мислел дека цел живот ќе му биде како на филм, дека ќе ужива, дека околу него ќе има се и се што сепак ја бараете таа вистинска љубов, нешто што денеска се помалку и помалку е присутно. Зашто многу бракови пропаѓаат и некои такви слични работи. Поради тоа имаше доста критики како вие жените сте вакви, вие сте такви, имаше малку чудни гледа, но сепак тука сме критикувани ние мажите, имаше и критики према да не бидеме сега. Така, но има и жени, верувам, во голем број кои што се реални и за одредени работи, кои што се вистина и тоа е тоа. Така, не мора да значи дека треба да се карактеризира тоа како шовинист, не знам, феминист и така натака. Во секој случај добро е кога на еден хумористичен начин се обработуваат оние проблематики или предизвици кои што ги имаме во секојдневието, а убаво рече да бракот како институција е во последно време тема за која што слушаме многу различни примери. А особено за младите кои што допрва треба да осознаваат и своите чувства, но и тоа што сакаат и како сакаат и на кој начин да се реализираат на тоа поле во животот. Но имате инспирација, верувам дека од сето тоа кое што го нуди животот, инспирација за теми има, па од тука ќе те прашаме на крајот што ти се следните планови, исто како дел од останати улоги во представи, но и можеби за следна најава на некоја стендап комедија. Па стендап ќе има сигурно, како настап ќе има, други планови, постојано барам нов предизвик. Таков сум, не можам да стојам во едно место. Морам да кажам дека еве сега последниот период што го работам со театар Провокација, ни е премногу исполнет, имаме премногу гостови. Вчера кога видов репертоарот на самиот театар кога искочи, ја бе фасциниран, дури со колегите да ги поздравам Роберт и Мирјана Ристови со кои работиме веќе 3,5 години заедно. Морам да кажам дека дури им се јавувам на телефон и викам луѓе дали сте свесни колку многу играме, викам месецо, викам дали што се нема да постигнеме. Играме, работиме доста детски представи, има интерес, вечерни, има интерес за театар, има многу. Се занимавам и со пишување, работам на една драма, моментално дуо драма, тоа си пак е нешто поврзано со љубовта, 7 различни приказни поврзани на тема љубов. Одлично. Тоа нешто понатаму, така. Да, значи има време за се, кога се сака, како што почнавме, така ќе завршиме. Има. Така е. Благодарам за гостувањето, Радо, и ти посакувам успех во понатамошната кариера, како со стендап комедиите, така и во голем број улоги ти посакувам понатаму во останати театарски представи. Очигледно е дека на народот тоа му е потребно, како смејата, така и театарските представи. За една разонода, релаксација, за сето она кое што е, велиме, квалитетно поминато време. Да, ви благодарам и на вас на поканата и на цело прекрасно студио и така. Секогаш сме тука да дадеме поддршка на сите оние кои што се дел од актерскиот живот, на сите оние кои што прават нешто за целокупната публика, за тоа што тоа е енергија, како ја пренесуваш енергијата, така и таа ти се лаќа и тоа е на целина. Верувам дека успеавме денеска да им пренесеме и одредена порака на нашите гледачи во однос на твојата работа, но и за различната перцепција на стендап комедиите кога зборуваме за различни теми.